Благодарам што покрај ваквите чудни временски услови за март издвоивте од вашето време и дојдовте денеска да продискутираме, да размениме мислења за една од клучните теми за кои што ние барем сметаме дека ја разликува оваа влада не само со претходната, туку и со сите претходни влади од независноста на Република Македонија. А тоа е отвореноста во пристапот кон медиумите, отвореноста во пристапот кон јавноста, отчетноста за она што владата го работи, а сето тоа значи одговорно владење. Започнува 9-тиот месец од кога оваа влада е актуелна и навистина е период во кој што можеме да направиме еден рекапитулар, да видиме до каде сме стигнале, како вие ги цените нашите политики, исто така како и ние ја доживуваме вашата соработка, како јавноста е информирана, но сето тоа е со една единствена цел: да ги подобриме меѓусебните релации ако некаде има проблем и дополнително да и дадеме на јавноста што е можно повеќе информации, релевантни информации кои што се од интерес на граѓаните. Овој концепт на владата се базира на три столба, така да ги наречеме, на три основи, а тоа е амбиентот, слободен амбиент во кој што делуваат медиумите и се адресираат информациите и барањата до владата, активната транспарентност. Ова особено го посочувам бидејќи транспарентноста не е доволна сама по себе. Ако еднаш кажете дека една влада е отворена, транспарентна, тоа е процес кој што се случува дневно, неделно, месечно и кој што треба да биде основа и репер не само за оваа власт, туку и за секоја наредна што ќе дојде, дека треба само да го надградува, не смее да падне под стандардите што ние ќе ги воспоставиме. И третото е пристапност до информациите. Јас би сакал денеска повеќе да дискутираме отколку да ме слушате или да ви се обраќам на ваков начин, но само ќе потсетам на неколку работи што до сега се реализирани и верувам дека со заеднички напори уште многу работи ќе ги допрецизираме и ќе ги овозможиме да бидат од интерес и алатка и за медиумите, невладините организации, но пред се во интерес на граѓаните. Амбиентот го спомнав, една од првите одлуки, онака како што говоревме во опозиција на владата, беше да нема владино рекламирање. Знаете, десетици милиони евра се трошеа изминатите години без никакви критериуми во медиумите, се пропагираа политиките на владењето на претходната власт, а тоа беше директна алатка за корупција на медиумите. Тоа веќе не постои и верувам дека никогаш повеќе една власт, одговорна власт, нема да троши на таков начин пари во медиумите. Она што верувам дека успеваме да го постигнеме е еднаков пристап кон сите медиуми. За ова трпиме и критики. Некои велат зошто сега вака, подеднакво ги третирате и оние кои што беа режимски, и оние кои што навистина беа професионални во најтешките денови кога режимот беше на врвот на својата моќ и годините десетина назад кога растеше или паѓаше, но во секој случај држеше контролата врз медиумите, а принципот мора да биде тој. Не смееме никогаш повеќе да дозволиме да се случи примерот на еден телевизија. Медиумите, новинарите кои што работат во медиумите мораат да имаат услови за работа на највисоко можно ниво и на највисоко достоинствено ниво, а наша работа е подеднакво да се однесуваме кон нив. А тоа што правел некој собственик на медиум, како се однесувал и какви импликации ќе има институции во државата. Нивна работа е да ги испитаат сите активности, трансфери на капитал и сите други форми на можно коруптивно делување на собствеништвата со институции во државата или со некои други компании. Но во секој случај, одговорноста на оваа влада е да бидеме транспарентни, подеднакви кон сите оние медиуми што се регистрирани во Република Македонија. Ви нудиме одговори, редовно сме тука пред вас, не само луѓето што се во оваа зграда, туку и во сите министерства редовно одржуваат брифинзи, контакти, стоиме на располагање. Она што го воведовме како практика почна како еден вид брифинг после секоја владина седница која што редовно се одржува во вторник, сега премина во пресконференција отворена, што ја држи портпаролот секоја среда и при тоа се одговара на прашањата што биле актуелни на владината седница, но и на сите оние прашања што медиумите сметаат дека треба да ги постават и вие како новинари имате интерес да ги поставите. И не само тоа, туку оние и министри кои што имале атрактивни точки и биле на дневен ред на седница на влада се тука пред вас да дадат дополнителни објаснувања.
Верувам дека тоа и убеден сум дека тоа не е доволно. Ќе одиме во насока да ги доотвориме, да го доотвориме дневниот ред на влада да се објавува целосно, не само дневниот ред, туку и точките на дневен ред. Планираме и материјалите да бидат објавени, записи од седници на влада. Меѓутоа, ве молам тука за трпение. За да го спроведеме сето ова, потребна ни е администрација која што ќе може да го следи чекорот. Тука имаме се уште сериозни проблеми. Луѓето се ненавикнати да комуницираат на ваков начин со јавноста. Луѓето тешко разбираат дека нема што да се крие. При тоа се случува и нејаснотија од страна на медиумите понекогаш, да речеме точки на дневен ред, кои што се ставени, а потоа повлечени, медиумите ги пренесуваат и ги повлекуваат веднаш и ги ставаат дури во наслови. Тука мораме да се доорганизираме како тоа сето да функционира, бидејќи таа точка не е на дневен ред додека не биде усвоена. А дневниот ред на влада, предлог дневниот ред се објавува пред да почне седницата на влада. И тука ќе ве замолам сите да сме внимателни, затоа што е непријатно да се демантираме за нешто што воопшто не е ни дискутирано на седница на влада. Од аспект на присутност во медиумите, ако имате забелешки, не само по оваа прашање, него по сите ќе ве замолам да кажете, меѓутоа министрите, замениците, луѓето кои што се во институциите на државата, во органите на министерствата, во агенциите под влада и така натаму се целосно достапни за медиумите. Ги вративме, то поточно партиципираме во јавните дебати. Ние не ги вративме, ги враќаат медиумите и тие се присутни на програмите, но луѓето кои што се ангажирани во владата, избрани од граѓаните, партиципираат во дебатите, тоа е сега така и ќе биде стално така. Тука сме да одговориме на сите прашања. Некојаш некој ќе рече, ама не е ниво овој да се отиде, не е ниво оној, тоа е работа на медиумот да процени кој е нивото, кого вика на дебата, какви луѓе кани, наша работа е да бидеме присутни таму и да ги објасниме нашите политики. И сведоци сте дека и за медиумските реформи, еве тука се некои од колегите, јас така сакам да ве нарекувам, кои што низ сите овие години, особено од 2015 од пржинскиот процес, взаемно во комуникација и соработка ги форсиравме медиумските реформи, направивме драв верзија на текстот за аудиовизуелни медиумски услуги уште тогаш, меѓутоа по изборот на новата влада се отвори барањето, ајде одново да ги дебатираме работите, да видиме да не сме сгрешили некаде. Серија дебати направивме со сите чинители, законот за аудиовизуелни медиумски услуги во собрание, доцнеше малку токму заради потребата уште еднаш да се преиспитаме и не само ние дома, да го испратиме до меѓународните институции, да добиеме поддршка од Европската комисија, да добиеме поддршка од ОПСЕ, сите нивни забелешки се вградени и законот е во собрание. Јас апелирам и до вас, и до опозицијата, да го поддржи овој закон, овој е суштински закон во реформата на медиумската сфера, особено за електронските медиуми кога станува збор. Отворивме дебата за евентуални потреби од измени на законот за медиуми, добивме некои забелешки, повторно ќе ви ги проследиме да видиме дали има или нема потреба. Тогаш беше ставот дека нема потреба од измени, меѓутоа уште еднаш мора да преиспитаме дали остануваме на тој став и дека тој закон е добар онаков како што е во моментов. Се обидуваме да најдеме поддршка за печатените медиуми, една индустрија која што тешко се снаоѓа не само во Македонија, туку секаде во Европа, особено па и во Соединетите Американски држави, во развиените демократии. Тоа не сме да биде на штета на другите медиуми, не сме да има буџетски средства импутирани во медиумите. Форматот треба да го најдеме и ќе направиме се да и помогнеме на оваа индустрија, бидејќи е многу значајна не само од аспект на традицијата, туку и од аспект на стандардите што печатеното новинарство ги има поставено низ историјата во новинарската професија. Кога говориме за активната транспарентност, ги спомнав дневниот ред на владените седници и сето она што планираме да се случува понатамо. Веќе функционира објавувањето на 21 документ, тоа се акти, документи, извештаи и правилници на голем дел од институциите, го проширивме пред известно време на уште еден број на институции за кои што по неколку критериуми сметаме дека можат да ги објават или ги имаат овие документи. Упативме препорака локалната самоуправа, јавните предпријатија, оние што не се во ингеренции на владата, агенции, независни органи и така натамо, истото да го направат. Ова е еден вид на транспарентност која што можеби не задира толку во ова што ние го дискутираме сега, но исто така е значајна. Граѓаните можеби сакаат да кликнат и да дознаат
за некаков вид на документ, некаква форма на активност на определена институција и тоа имаат право да го направат. Оваа листа ја прошируваме во континуитет и имаше една дискусија на една од минатите седници на владата дека можеби и во согласно со Законот за пристап до информација од јавен карактер е веќе дефинирано како тоа сите институции да имаат обврска ова да го прават, што веројатно ќе одиме во таа насока, да не комплицираме ние да ги прошируваме листите, па постојано да на една или друга седница на влада се дообјаснуваме кој се требава да го прави. Оваа влада ги објавува договорите, склучените договори во тендерските постапки. Не е идеално. Нашата интенција е тоа да биде на веб страницата на министерствата, да биде договорот склучен, објавен во целост, освен она што е деловна тајна, што не би требало, тоа исто како матичен број на граѓани, што не би требало да се објави. Сега тоа се прави во недостаток на капацитет на сајтот на Бирото за јавни набавки, но тамо ги имате сите договори склучени. Обременуваат, некој велат ќе падне од системот, нека падне подобро отколку да ги немаме објавени. Постојано се објавуваат информации за активности на министрите и сега она што очекуваме дека ќе биде многу скоро направено, а тоа е почеток на објавување на трошењата на министрите, замениците министри и државните секретари. Значи сите трошоци што се направени од министри, заменици и државни секретари во периодот 1 јуни, 1 декември, првите 6 месеци ги сублимираме, се изработува софтвер, тоа веројатно ќе биде спомнато и малку подоцна после моето излагање, и сме подготвени, ќе бидеме подготвени многу скоро да ги објавиме. И во форма на точни финансиски импликации и показатели, и во форма на наративен извештај, кој што треба да ги дообјасни активностите, трошењата и така натаму. Одевме до детали, има многу нејасноти кај луѓето што треба да ги пополнат извештаите, јас сум многу искрен пред вас, се обидуваме со табеларен приказ, со сето она што им го нудиме да им помогнеме на сите. Одиме дури и дотамо, значи во тие извештаи ќе бидат вкалкулирани и овие води што сега се пијат тука. Како трошок на министерот, заменикот министер и државниот секретар. Имавме дилема дали бифето на влада, бифето у транспорт и врски и така натаму подлежи, да, подлежи и тоа ќе го објавиме. Па на крајот на крајшта да се види колку вода сме испили и кафиња. Тоа е наша работа и наша обврска. Од аспект на пристапност, неколку одлуки на владата во соработка со Сдруженијето на новинари пред се со синдикатот кои што овозможија и се надеваме дека овозможуваат развој на истражувачкото новинарство, а тоа е новинарските и медиумските работници бесплатно да ги користат услугите од Централниот регистар и катастар, тоа е одлука на влада веќе донесена. Ги декласифицираме информациите. Ова никогаш не е доволно. Многу прашања се отворени. Од кога ги декласифицирате? Од кој период? Од кој рок? Значи, влезени сме во процес. Ќе се обидеме да го декласифицираме сето она што не треба да биде класифицирано. Навика била предходно, ако нешто е спорно, дискутабилно или тешко за објаснување или треба да се скрие, на затворена седница на влада се класифицира и врие од документи такви. Се обидуваме прво најатрактивните, потоа дел по дел и сето она што е значајно. Знаете, во тоа море на документи и ние дури не знаеме на момент на вистина што е толку значајно или не е. Но битно е да ја симнеме таа забрана, за да може на крајот на криштата и секој медиум и граѓаните да проценат што е од нивни интереси, што е значајно и да ни помогнат тука заеднички да ги преработиме тие документи. Во фаза сме на почната иницијатива за измени и дополнување на Законот за пристап до информација од јавен карактер. Бевте некој од вас и на таа дебата. Очигледно има потреба. Има доста забелешки, јас сум пријатно изненаден од невладиниот сектор и од луѓе што толку темелно работеле изминативе години и ни ги презентираат тие забелешки. Формирана е веќе работната група, повеќе од 15 на луѓе од сите сфери се внатре, кои што очекуваме дека ќе помогнат максимално да ги искоригираме оние одредби на законот што се проблематични и исто така да видиме надлежностите на комисијата што треба да го следи имплементирањето, дали некаде треба да се дополни и така натаму. Како и да е она што клучно беше уште на почетокот, видливо е најголемите забелешки беа околу брзината на издавање на информациите и околу членовите што се рестриктивни од аспект на издавање на информации.
тука мислам дека ќе треба да посветиме најголемо внимание, да ја намалиме рестриктивноста или нешто по кој да оставиме простор, основ да може да се одбие барањето. Тоа верувам дека работната група ќе го сведе до минимум, за да може да бидат информациите лесно достапни и по овој основ. Транспарентноста не го заменува ова. Меѓутоа, транспарентноста може многу да го олесни овој пристап, бидејќи ако сте доволно отворени, се помалку ќе има потреби од ваков пристап и од трошење на тие денови, па чудни форми, устно, писмено обраќање и така натаму и така натаму. Но мораме и законот да го доведеме до би рекол до совршенство, за да биде навистина функционален. Исто така го продолживме рокот, некои ќе речат и на штета на реформите, за коментирање на законските одредби од 10 на 20 дена на ЕНЕР, единствениот регистар, ги објавуваме 20 дена законите, тамо стојат, може секој да коментира, да даде забелешки и така натаму. Сметавме дека е малку 10 дена, нашите навики се такви, кој го видел, кој не го видел и така натаму, еве 20 дена нека стои. Верувам дека зголемена транспарентност нема да го намали интензитетот на реформи. Ако можеме уште еднаш да се преиспитаме, подобро некое законско решение уште неколку пати да претрпи анализа и корекција, отколку да одиме со закони кои што се недоречени, па во собрание со оглед на атмосферата која што сега имаме, а и да не е така, во собрание преку амандманска расправа политиката да влијае на квалитетот на законите. Се обидуваме да го избегнеме тоа до максимум. И ќе завршам со ова на крај. Уште еднаш искрено ви благодарам на сите што и досега учествувате и верувам дека многу поинтензивно понатамо ќе комуницираме и ќе соработуваме, бидејќи едно е нашето чувство како ние ги креираме, ги презентираме нашите политики и како се однесуваме кон новинарите, медиумите и јавноста. Друг е вашиот впечаток. Прво, дали тоа го правиме на начин на кој што навистина ги задоволува потребите и ваши и на граѓаните, и второ, дали навистина ние сме посветени за она што тврдиме и велиме дека ни е приоритет во владењето или во функционирањето на оваа власт. Во таа насока, овие три дебати се еден вид на, или дискусии се еден вид на почеток на таа интензивна комуникација. Се тоа што како дополнителни забелешки, што можеби нема да бидат кажани денеска, нема да стигнеме во овој временски рок од час и половина до 1,5 планиравме да трае, да си го кажеме меѓу себе, оставаме простор да го доставите, да го разгледаме, но дефинитивно ќе бидеме во постојана комуникација. И ве молам иницијативата нека не биде секогаш од наша страна. Ако има потреба од вакво јавно дебатирање или собир, било кој нека ја покрене иницијативата на било која од темите што ја опфаќаат оваа област. Одговорно владење е огромна област. Огромна е. Транспарентност, отчетност, тоа се, како да ви кажам, тоа е едно море на активности кои што некаде можеби ќе даваат позитивни, некаде нема да даваат позитивни резултати. Мораме да ги коригираме каде што нема да има резултати и при тоа исто така. Не велам кодошење, но ќе бараме да ни ги посочите институциите, личностите кои што не го следат овој концепт. Затоа што е потребно, ако некој министер, министерство, агенција, не знам, орган финансиран од буџетот, не ги исполнува задачите, мора да знаеме за да извршиме притисок тоа да се коригира. На крајот на краиштата, една од моите улоги зошто сум министер во влада е токму тоа да можам на седница на влада да го поставам прашањето, да отвориме точка на дневен ред и да побарам дури разрешување на некои функционери токму заради оваа работа. Без оглед колку и да се квалитетни во целата нивна друга активност. Ви благодарам.